денес изразуваме посебно задоволство од потпишувањето на колективниот договор, а кој се реализира 1,5 година по добивањето на репрезентативноста на независниот синдикат на одбраната на ниво на работодавач. Со потпишувањето на овој колективен договор постигнавме договор со Министерството за одбрана за унапредување на правата на вработените во Министерството и армијата. Во понатамошниот период очекуваме по успешна соработка со Министерството за одбрана, надминување на досегашните предизвици од доменот на доопремување, усовршување и подигнување на моралот на вработените во Министерството. Исто така очекуваме дека дадените предлози од страна на независниот синдикат на одбраната, а во врска со дополните на Законот за служба во армијата ќе бидат прифатени и имплементирани. Се работи за закупнина за сите вработени кои немаат добиено стан од воено-стамбениот фонд, пензионирање со просек од 10 најдобри години, регулирање на пензионирањето согласно позитивните законски прописи, доделувањето на еднократна солидарна помош без разлика на местото на живење и други предности кои што ги постигнавме со овој колективен договор. Навистина ми е драго што по период од 1 година разговори успеавме да постигнеме согласност и да го потпишеме новиот колективен договор, со кој што на ист начин продолжуваме да ги подобруваме условите за работа и условите за живот на сите припадници на армијата, но и сите вработени во овој сектор одбрана. Голем дел од овие прашања беа решени, но за жал не беа почитувани во колективниот договор изминатите години. Ние како влада покажавме дека тоа што стои во договорот сакаме и превземаме обврска да го почитуваме. Вие сте сведоци дека веќе 2 години поред го решивме проблемот со неисплатените јубилејни награди. Тие беа веќе во претходниот колективен договор, но долги години не се почитуваа. Вие бевте сведоци дека го решивме проблемот и со неисплатата на дневници. Од јули месец минатата година сите припадници на армијата и вработените во секторот одбрана го добиваат тоа право на дневница кој што претходно беше ускратено. На ваков начин, со почитување на договореното, ќе продолжиме и понатаму. Драго ми е што во новиот колективен договор решивме и прашања кои што се провлекуваа како практични проблеми, а кои што веќе нема да бидат проблем. Така, например, го зголемивме периодот во кој што припадниците на армијата кои заминуваат на мировни и хуманитарни и операции на НАТО во странство, ќе имаат шанса за подобра подготовка на секаков можен начин и шанса да се ресоциализираат назад по враќањето во мисијата. Дополнително, го решивме проблемот кој што им беше проблем на голем број на припадници во случај на различни сообраќајни несреќи, каде што Министерството практично ги теретеше нив за штетата која што беше направена. И она што мислам дека исто многу важно е што во колективниот договор ставивме дека нема само инвалидитет и смрт да биде покриено со осигурување, туку и повреда генерална на работно место. Зборуваме за сектор во кој што повредите на работно место можат да бидат многу чести. Повредите на работно место се поврзани со ризикот на оваа професија. И навистина досега беше лошо што овој тип на проблем практично не беше покриен со колективниот договор и согласно тоа Министерството не можеше да обезбеди осигурување. Сега и тој проблем со оваквиот колективен договор го решаваме. Она што е најважно е дека и јас како министер за одбрана, но и владата се обврзуваме дека тоа што го почитуваме, тоа што го потпишуваме, ќе се почитува. И тоа го покажавме овие 2 години и затоа довербата во текот на овие преговори беше поголема. Затоа што буквата на хартија во минатото беше заборавена. Покажавме дека нашите обврски си ги исполнуваме и покажавме дека стандардот и квалитетот на живот и работа на припадниците на Министерството и армијата ни се навистина приоритет. Како резултат на овие разговори и доверба, успеавме 16% да ги зголемиме платите, успеавме во предлог законот кој што е во собраниска постапка да ставиме стамбено обезбедување на сите, освен оние кои добиле станови од поранешна ЈНА и генерално
ставивме акцент на армијата, на припадниците и на нашиот систем за одбрана. Така ќе продолжиме и со овој колективен договор и сакам да честитам навистина на репрезентативниот синдикат дека знаеше што бара, знаеше кои аргументи да ги искористи и во исто време водеше сметка за сите, а не за раководството. И како резултат на ваквиот однос можевме да стигнеме до договор. Ви благодарам.